Администрацијата во општина Карпош работи преку текот на целата година. Но може ли да ни кажете што се случува за време на летниот период? Дали работата останува иста или се случува нешто друго? Така како што кажавте, општинската администрација на општина Карпош работи во текот на целата година. Сите од административни работи кои што се извршуваат во текот на целата година продолжуваат и во екот на летниот период. Со тоа што морам да потенцирам дека во текот на овој летен период зголемени е обемот на работа во смисла на градежните активности кои што ги извршува општина Карпош секојдневно, а кои што и граѓаните на општина Карпош можат тоа да го почувствуваат секојдневно. Сето тоа на еден начин мора административно да се сработи, вклучувајќи, како што знаете и самите, реконструкцијата на улиците, кој што така е повеќе актуелно овие денови и оној проект кој што општина Карпош го реализира веќе за изградба на фасади на територија на општина Карпош. Сето тоа мора административно да се обработи во смисла на тоа да се завршат сите тендерски постапки за добивање на изведувач на овие градежни работи, да се склучат договори со изведувачите и така натаму. Исто така, во овој летен период, да речам, пролетниот и летниот период, имаме зголемен обем на работа, односно во смисла на постапка за издавање на одобрение за градење. Секако инвеститорите ги користат овие месеци од годината за да извадат одобрение за градење, за да отпочнат со градежни активности. Од тие причини, колегите во секторот за урбанизам работат со полна пареа, во полнек се сите постапки за издавање на овие одобрение за градење. Тука исто така ќе ги вклучам и оние постапки кои што тековно течат за издавање на решенија за утврдување на правен статус, популарно наречено легализација на бесправно изградените објекти. Што значи дека застој во работата, во административната работа нема, напротив, располагаме со доволен капацитет на ресурси, на опрема, на техника и мислам дека така сите рокови ги имаме запазено, ги запазуваме и работите течат согласно онаа динамика која што имаме предвидено и која што е законски предвидена во определени случаеви и постапки. Тоа значи дека нема ниту една работа или ниту едно барање кое би сакале граѓаните да го достават или да си завршат некоја работа која не се работи за време на летниот период. Не, значи тоа не може да се случи во општина Карпош. Сите сектори се активни, сите колеги или нивните заменици, помошници на сектори или оделенија, како и останатите референти се на своите работни места или нивната замена на нивното работно место, што значи дека нема област во која што во овој летен период не се решава некое барање или некој проблем на граѓаните. Впрочем, ние сме овдека за нив и постојано мораме да бидеме достапни во секое време во текот на годината. Тоа беше и моето наредно прашање. Знаеме дека општина Карпош има одлична комуникација со граѓаните, тоа го потенциравте и вие сега. Дали можеби за време на летниот период кога и тие се послободни, се подмори, доаѓаат почесто во општина Карпош, доставуваат некои барања до вас и што е она што најмногу го бараат од општина Карпош? Па да, може да се каже, ние така водиме и некоја статистика, статистички податоци, мерења во смисла на барањето, согласно и со стандардизацијата што ја поседуваме во тој поглед. Овој летен период зголемени се, да речеме, како што кажав и претходно, барањата можеби повеќе за одобрение за градење, бидејќи го користат овој период инвеститорите за градба, но од помалце може да се каже дека имаме некои активности околу дејностите од јавен интерес во смисла на образованието, бидејќи знаеме дека основните училишта се распуштени од
што се на територија на општина Карпош, а кои што општината има директно ингеренции, а во сите другите области кои што е надлежна општината, значи барањата од граѓаните се секојдневни, не се редуцирани, зависно од која област, некогаш се поголеми од месец во месец, некогаш се помали. Така, во принцип, излагаме во пресред во текот на целата година, па и овие летни периоди на сите. Исто сема за крај да ја заокружиме целата тема. Општина Карпош работи во текот на целиот период, нема одмор, граѓаните ќе бидат услужени во секој момент. Да. Значи тоа можам јавно да го соопштам дека во општина Карпош вратите за граѓаните во ниту еден ден од годината нема да бидат затворени, ниту се затворени, односно секогаш и во секој момент, како и до сега, така и во летни периоди ќе може да си ги остваруваат своите права во општина Карпош.